Ќе може ли нешто подетално за вчерашниот инцидент да ни кажете? Се случи со москавична брзина, буквално немаше никаква причина, ниту провокација. Јас и двајцата колеги, сите со над 20 годишно искуство, нели, Дејан Андоновиќ и Петар Серафимовски, беа со мене, поминавме вечер, си излеговме, нели, како луѓе нормално, после тоа продолживме на кај дома, што се вели. На улицата влета една кола додека поминувавме буквално со така поголема брзина, нема врска. Никој не рече ништо лошо, се надам дека и таму има камери што снимаат, тука има паркови, играчки за деца и слично, дека и е снимено, никој не рече ништо лошо, не па да, не знам, каже нешто, нели? Застанаа со колата, се вратија и излегоа, почнаа да скокаат и приказката беше многу едноставна, тој скокаше преку мене бидејќи јас сум таму домакин, тоа е на 200 метри од дома, да не речам. Тој скокаше и викаше: "Ти ли на мене, со извинување, ќе ми псуеш мајка вчера?" Тоа е како оној муабетот кон мојот колега позади. А луѓево не се ни од тука, ја викам, луѓе не се ни од тука, луѓево не може да ти опцуе или било што овакво, но тој си го кажа, тој продолжи да скока, се обидов да смирам ситуација, кажав дека сум новинар, се представив, кажав дека и колегите се. Најнаш од тие двајца што беа првичните во BMW 5-ка, се паркираше уште една кола, излегува уште тројца, најнаш не знам од каде се појавија уште двајца. Не сакам да преудицирам ништо, ситуацијата беше симптоматично, така се случи така на брзина. Немаше потреба од тоа, имаше буткање, ја бев бутнат доле, дел од луѓево доби тупаници. Јас добив некоја, имам среќа што да, знам да се бранам, но како што започна приказката, така и заврши. Најнаш луѓето си влегува во колите и ги снема. Така што, нели, тоа е тоа. Го пријавивте ли случајот? Да, пријави во полиција, им кажав детално се што и како се случи веднаш. После тоа, нели, пријавив, полицијата е запознаена, за жал во таа ситуација не успеав да ја запаметам табличката, ниту пак луѓево, тоа беше хаос, нели, 7 луѓе мафтаат, бутаат и тепаат, така што да, поминавме добро релативно гледано, имајќи предвид што можеше да се случи, но да. Често ли новинарите се на мета на паѓање според вас во долгогодишната кариера која имате? Што сметате? Јас сум бил нападнат во Кондово, сум бил нападнат во Рачиново, дури и во Кавадарци, снимајќи анкети со МТВ на времето пред 20 на години, не напаѓале без нешто посериозно, но тоа било во рамки на работа. Ова беше тотално без врска, а за жал она нашава денешница што се покажа колегата Саше Димовски пред некој ден, претходно знаете, имаше X случај. Јас не сакам да преудицирам дека има тука некакви политички мотиви. Напротив, гледаме некои колеги наши, да не речам срам да име, ама пишуваат како вистината за нападнатите во наводници. Дали има некаква врска, дали тука има политика, или од друга страна, дали има политички мотиви, или па дека сме новинари, па и обични најнормални граѓани да сме, како што и сме реално што ако сме новинари, нас не нападна без никаква причина 7 луѓе сред Скопје што се вели. Така што тоа малку извртување на приказката. Не е поентата, не сме биле Северна Кореја. Што е споредбата, демек не се тепаат новинари, не знаеле дека сме новинари, па тука нема проблем, нема врска тоа едно со друго, па и да не знаеле, нели, што со тоа. И за крај, дали очекувате дека полицијата ќе го реши случајот? Реакцијата на полицијата беше одлична, ќе ги пофалам дечките дојдоа четворица, направија записник секако што си треба по сите нишани норми. Тоа зависи од нив. Пријавено е, описот е даден и на напаѓачите и на автомобилот. За жал, пак ќе кажам, не ги запаметив табличките, но очекувам да разрешат, сепак мислам да не се работи дали сме новинари или не. Ние сме граѓани на оваа држава кои што беа нападнати без потреба, без врска, буквално валјани доле, возрастни луѓе, сите семејни луѓе со кариери на 20 години, независно да бевме и кој да е. Ова е страшно што се случува.